Вардар пак пливаат повеќе пластични шишиња отколку риби. Разниот отпад и илјадниците шишиња прво беа снимени во тетовското село Копанце, а полека си дојдоа во Скопје. Тука шишињата пливајќи грбно ги разгледуваа знаменитостите на главниот град, седиштето на владата, па камениот мост, подзастануваа кај галиите, каде некои решија да останат, најверојатно подучени од шишиња кои низ годиниве поминуваат низ Скопје, дека тука ретко некој ќе ги подзачисти. Шишињата беа поздравени од стаорците кои шетаа на кеот. Немаше само работници кои ќе се трудеа барем малку да го подзачистат овој голем срам. А ваквиот срам трае со години. Никој не најде начин ова барем да го минимизира. Не се откри ниту кој повремено пушта волку големи количини на отпад во Вардар. А слушавме многу ветувања низ годиниве. На улиците во Скопје ѓубре, во Вардар ѓубре. Го пазили некој водно, уште таму остана колку толку чисто. Отворена е истрага против директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје Сабахудин Рустеми, како и против раководителот во предпријатието Аки Сакити, кој полицијата вчера ги приведе поради долготрајното несобирање на ѓубрето во Скопје, што направи вистинска еколошка и здравствена криза. Јавното обвинителство го потврди отворањето на истрагата. Приведените се товарат за сторено кривично дело загрозување на животната средина и природата со отпад, затоа што постапиле спротивно на законот за управување со отпадот и на својата основна дејност за редовно собирање и транспортирање безопасен отпад на подрачјето на град Скопје, како и на обврските предвидени во оперативната програма за собирање и транспортирање на комуналниот отпад и на оперативниот план за одржување на јавната чистота во градот. Се очекува наскоро споменатите две лица да бидат изведени пред судија на претходна постапка, а обвинителството соопшти дека поради опасност од влијание врз сведоците и можноста за повторување на делото, бара одредување на мерка притвор. За 4 години се издадени речиси 400 одобренија, а во моментов во Центар има над 150 активни градилишта. Ова го напише утрово поранешниот градоначалник на Центарот СДСМ Саша Богдановиќ, објавувајќи видео со коментар дека затоа денес луѓето доцнат на работа, учениците доцнат на училиште, а децата доцна се носат во градинки. Богдановиќ и претходно го обвинуваше неговиот наследник и сопартиец Горан Герасимовски дека во последните 4 години во Центар премногу се издава одобренија и премногу се гради. Револтирани за тоа што се уште не им се исплатени платите за септември, вработените во јавното предпријатие Паркови и Зеленило и во двете фирми ќерки на ова јавно предпријатие Флора Комилуна, како што најавија вчера, утрово од 7 до 9 часот го блокираа влезот во предпријатието. Незадоволните работници велат дека се уште нема пари на нивните сметки, а директорот на предпријатието постојано е недостапен за нив. Тие се заканија дека ќе го радикализираат протестот во наредниот период, така што ќе блокираат некои од сообраќајниците на главниот град. 70.000 граѓани се пријавиле досега за вакцинација против сезонскиот грип, а веќе се вакцинирани повеќе од 22.000 лица низ државата, соопшти денеска Министерството за здравство, нагласувајќи дека интересот за вакцинација против сезонски грип континуирано расте. Вакцинацијата, како што се наведува во соопштението, се спроведува на 35 вакцинални пункта, од кои 5 се во Скопје. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население. Во рамки на проектот ЕУ за чист воздух, општина Ѓорче Петров започна со унапредување на системот за грејење во основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски, преку инсталација на нова топлинска помпа и реконструкција на постојниот топловод. Општината, како што најави градоначалникот Александар Стојковски, ќе ги покрие сите потребни трошоци за целосна функционалност. Со ова, училиштето ќе добие модерен, енергетски ефикасен и еколошки систем за грејење. Со едногласна одлука на жирито, представата Народен пратеник на Македонскиот народен театар ја доби главната награда Борисав Станковиќ за најдобра представа во целина на 45-тиот фестивал Борини позоришни дани во Врање, Србија. Признание е потврда за континуираната посветеност и креативност на целиот ансамбл на МНТ. Горди сме што успеавме да ја пренесеме универзалноста на Нушиќевата комедија и да ја доближи нашата театарска енергија до публиката во регионот, изјави директорот на МНТ Никола Кимовски.